пошто гледам дека и гледачите бараат прогнози. Кога ќе ги видите или тие што можат да видат дел од јавните истражувања на јавноста и кога ќе ги проанализираш падот на гласачите воопшто на активните гласачи кои што од избори на избори се намалува се повеќе, катастрофално за СДСМ во смисла на фактички освоени гласови, но исто така катастрофално и ВМРО во смисла на колку освајале, на колку се паднат. Иначе без разлика што и со 100.000 гласачи ти пак добиваш 120 души во парламент. Ако другите имаат 15.000, сакам да ти кажам, значи, што значи тоа за иднината на Македонија? Од ова јас што го гледам. Мислам дека Македонија се движи во насока кога овдека се чека појавување на Петар Маџар. Овдека се чека човек кој што не биде да биде препознаен како СДСМ, а секако не како ВМРО. Тоа може да биде и жена. Гледам дека и самиот Мицковски го чувствува тој притисок на својата недоволно успешност со владата. Ќе мислам дека резултатите им се лоши, не покажуваат никакви битни промени, а сите политики им се закочени. За опозицијата не ќе ни да коментирам, таа е толку потоната што мислам дека не гледам во било која приближна перспектива дека може да се крене. И тоа можеме да го не сме го правеле тој муабет 100 пати со ова лидерство таму што е со овие идеи и така натаму. Второ што е битно за тој процес. Гледате, во принцип во општествата партиите функционираат на две нивоа. Едното ниво е оперативата. Значи ти имаш градиме, патишта, Коце Трајановски, асфалти, сликања, тоа. Второто ниво е секогаш идеологија. И балансот помеѓу идеологијата и менаџирањето секогаш давал добар резултат. Јас на пример кај Мицковски не гледам идеологија, а гледам лошо менаџирање. Тој се гледа тој дефицит. Едни шпагети фрлени на зид како и кај американците, па што ќе се залепи во смисла на идеологијата. Гледаш дека тоа оди до хистерични изјави кои викат ние можеме и неколку децении ако треба и корења ќе јадеме без Европска унија. Значи тоа не е идеолошки став, тоа е практично демисионирање од некаква политички наратив. И гледаш дека дури и во функционирањето на менаџирањето на државата не постигнуваат значајни успеси. 2 години се на власт, претпоставувам дека и вие од тоа што ве слушам ќе се согласите дека не видовме ни една значајна реформа,